Ова е фотографијата што ја виде целиот свет. Направена од пензионираниот фоторепортер на Associated Press Еван Вучи, фотографијата го доловува непосредниот момент по обидот за убиство на Трамп на предизборен митинг. Тоа беше нормален митинг. Сум следел такви настани стотина пати. Но тогаш преку моето лево рамо слушнав неколку звуци и веднаш знаев дека е пукање. Вучи е еден од десетиците фоторепортери кои известуваа за митингот од Батлер, Пенсилванија. Во инцидентот загина еден случаен посетител, а Трамп и други беа повредени. Фотографиите од тој ден некои американски медиуми ги опишуваат како монументални. Но експертите за етика гледаат како во поларизирано време медиумите и другите го користат покривањето на нападот. Медиумите треба да се држат на фактите и да ја раскажат целата приказна онака како што е. Не мора да се преувеличува. Не мора да се додава огорченост во насловот. Винсент вели дека прикажувањето на овој момент ќе игра улога во политичкиот дискурс. Вистинската етика навлегува во толкувањето каде е фотографијата и што представува таа во наративот за американската култура, политика, оружје и насилство. За репортерот Вучи, неговиот приоритет било документирање на настаните што се одвиваат пред него. Знаев дека ова е момент во американската историја што мора да се документира. Наша работа како новинари е да ја работиме оваа работа. Во часовите по пукањето, споменувањето на името на Трамп на социјалните мрежи забележа вртоглав пораст, велат сајбер аналитичарите од Picmetrics. Повеќето објави беа сочувствителни, но помал процент шират дезинформации и теории на заговор. Тоа вклучува неосновани тврдења дека политичките партии од која било страна се одговорни. Аналитичарите велат дека ова е местото каде што медиумите имаат важна улога во одвојувањето на фактите од фикцијата. Нема докази за ниту една од овие теории на заговор, но тие се одраз на видот на тврдењата што се шират во оваа многу поларизирана, емоционална клима веднаш по обидот за атентат. Трамп се врати во јавноста на Републиканската национална конвенција во Милвоки, каде што сега познатата фотографија се појавува на предизборни маечки.